Чувството дека можеш да спасиш нечи живот го мотивирало штипјанецот Милан Чоманев, кој од 1969 година до денес континуирано ја дарува својата течност над 150 пати. Тој е еден од ретките крводарители кои има организирано крводарителски акции во поранешниот комбинат Македонка и каде за само еден ден се собирале над 200 крвни единици. Со самото тоа дека со една дарувана кеса крв може да се спасат и до 3-4 животи, се додека сум во добра здравствена состојба, ќе дарувам од течноста што живот значи, вели Манев. Крвта е на, би рекол, некоја волшебна моќ има, да кога дареш еднаш, те тера уште повеќе да идеш во аналија, да дадеш повеќе, да се докажуваш, да бидеш присутен во област, да помогнеш на повеќе луѓе. На некој начин сметам дека и дарувањето те прави уште похуман и те влече се повеќе докато да служи здравето да можеш да даруваш крв. Слична приказна ни раскажи професорката Верица Кожинкова. Хуманиот аспект на дарувањето крв било пресудно да стане крводарител од студентските денови. Досега има дарувано над 120 пати и 2 пати е прогласувана за најхумана жена. Јас лично се чувствам исполнета кога дадам крв, меѓутоа се повеќе се себични луѓето не даваат крв. Денес ме спрашуваат, крв се дава, зошто давате крв само на мајка, на татко, на брат, на сестра, но јас така не размислувам. Јас знам дека многу болни во болници очекуваат мојата крв. Но на што се жалат крводарителите е третманот и бенефициите кои некогаш ги имале во користењето на здравствените услуги, а сега ги немаат. Оставени се сами на себе да се снаоѓаат. Ние бараме едно нужно внимание да крводарители бидеме кои имаме потреба да се лечиме, што е нормално бесплатно, и на некој начин да, може би е абсурд, порано се имаше кој си иде на лекар, крводарителот имаше предност, не чекаше ред. Бизеви денес плаќаме и лабораториски налази за кои е исто кажано дека сме ослободени од тие бенефиции, но за жал тоа не е решено. Исто кој што не е решен еден тежок проблем, поправката на стоматолошките потреби, вадење заби, правење заби, многу малку или недостапно е секој крводарител да може, ако има потреба да се лечи и да биде во догледно време способен, односно да му се дадат тие помагала на некој начин. Денешниот ден е посветен на крводарителите и Црвениот крст на Република Македонија. Минатата година 48.000 граѓани доброволно дарувале крв, од нив 6.000 за прв пат. Само 18% од нив се жени. Се уште доминираат мажите во дарувањето на крв. Сите оние кои сакаат да даруваат крв треба да се чувствуваат здрави, витални и да немаат здравствени проблеми, а возрастната граница е од 18 до 65 години.